Информациите стигнуваат до вас. Грчки навивачи дивееле на струмичкиот стадион Младост на синокешниот квалификацијски фудбалски натпревар помеѓу женските екипи на ПАОК од Грција и македонскиот клуб Наше такси. Пцуеле, кршеле и вееле транспарент со слоганот Македонија е Грчка за време на надпреварот. Поради навредливото и непристојно навивање, фудбалерките на Наше такси се повлекле од теренот. Надпреварот се прекинал за околу 10 минути, додека полицијата ги натерала грчките навивачи да ги напуштат трибините. Они 5 минути на крајето пак го извадија знамето, Македонија е Грчка и нашата екипа, македонската Наша такси, како се викаше, го се повлече на страна и не сакаше да го продолжи надпреварот додека не се испразни трибините. Стана гужва, изкара там едно знаме, растргна и стана лопотавиш. И тоа е. И дотрчаа тие таму, тие одговорни кои се стопираа таму. И после беше упреки надпреварот, беше не знам да кажам дали 5 или 10 минути беше упреки надпреварот беше. И после консултација со делегатката УЕФА или таму нешто и продолжи и ги искараа публиката, грчките навивачи ги искараа надвор. Од стадионот Младост велат дека вакво пустошење на трибините немало досега. Па грчките, они види, ове тука невидено. До сега тоа тука кај нас не видиш тоа. Имало тука многу меѓународни средби и репрезентации и екипи, ама тоа што се случи вчера, јас и да сакав да го замислам дека тоа може да се случи од една цивилизирана, а оствари не цивилизирана земја, не. Сега поединци тоа се нивни. Ама тоа што го направија и скандирање, сега цело време скандираа со непрестојни на национална база, Македонија наша, тоа, но и многу непријатна случка беше. Надпреварот го следеле околу 50 на грчки и 100 домашни навивачи. Вработените на стадионот Младост велат дека домашните навивачи не одговориле на грчките провокации, поради што е избегнат поголем инцидент. Надпреварот заврши 1-0 во корист на екипата на ПАОК.